Нашиот народ вели куќа во која доаѓа народ носи берикет. Токму таква е куќата на Гром. Деновени сите простории на Гром врие како во кошница. Самото тоа зборува дека граѓаните многу брзо ја препознаа оваа победничка опција. Поштувани граѓани на општина Центар, добро вечер. По втор пат вака организирано се среќаваме за овие 4 месеца. Јас мислам дека сега во наредниве 60 на дена ќе се гледаме многу повеќе. Да оваа просторија биде полна со граѓани, како што е полна оваа наша трпеза овде. И да се надевам дека после изборите уште побогата ќе ни биде трпезата. Ви посакувам многу успех на наредните председателски избори и евентуално парламентарни избори. Драго ми е што од ден на ден во Центар општинската организација на Гром станува се посилна, се поорганизирана. Сметам дека оваа канцеларија што овде имаме ќе привлече нови членови и нови симпатизери, но во исто време ќе зрачи позитивно према граѓанството, да знаат дека оджакот на Гром чури и токму овде и на улицата Елинденска. Ова е една канцеларија, втората канцеларија ќе биде кај Зелено пазарче. Во оваа држава има две вистини. Едната е ВМРО-вска, другата е СДСМ-овска. Со тоа што таа ВМРО-вската е многу по-силна, кога викам многу со многу О. И практично за трета вистина готово и да нема место. Готово и да нема место, ама како викаат, како шило се пробива Гром и гледате на сите анкети, дали пријателски или непријателски ги прават, ама сегде Гром мора да го има на сите анкети. Тоа од Господ не ни падна, тоа го добивме со макотрпна работа, со солидно присуство во јавност, со правење на инсталации, на своји мрежи, на местни одбори, на општински организации. Јас сум гор што формиравме извонреден форум на млади на граѓанската опција за Македонија. Имаме 40 општински организации, на повидок се уште 45 и ја очекувам дека до избори веќе ќе имаме 50 општински организации. Како резултат на таа наша организациона поставеност, како резултат на посветеност, оданоста кон партијата, ние ги собравме и овие 10.600 подписи за само 18 часови. Почитувани пријатели, јавно сакаме да му кажам на Ѓорги Иванов, што Република Македонија со него ќе добие. Со него сме на свое, ни сме ќар, ни сме зијан. Нам не ни треба председател за да бидеме на свое. Нас ни треба председател да бидеме во ќар. Затоа ние предлагаме таков председател, господинот Зоран Поповски. Тој е универзитетски професор. Предава на земјоделски, на технолошко-металуршки и на фармацеутскиот факултет. Господинот Зоран Поповски предавал на најмалку 10 универзитети кои се рангирани меѓу 50 највлијателни, најдобри универзитети во светот. Има одлично политичко искуство, почнувајќи од тоа што бил председател на младина на гимназијата Орце Николов, бил председател на студентите на Природно-математичкиот факултет, член на председателство на универзитетска конференција на Универзитетот Свети Кирил Методи, член на председателство на младина на Македонија. Тамо каде што бев и јас, и Ѓорги Иванов, и господинот Зоран Поповски. Згора на тоа, господинот Зоран Поповски беше државен секретар за образование и единствен државен секретар кој што остана целиот 4-годишен мандат. Во исто време беше член на комитетот на НАТО за наука 4 години, беше 2 години експерт на Европската комисија во Босна за подигање на капацитетите во образованието, беше експерт на УНЕСКО, на UNDP, на Save the Children и така натаму зборува 3 светски јазици, англиски, грчки и италијански. Наша цел ќе биде да им покажеме дека можеме работите да ги менуваме, овие што се разгалопирани во своето владење малце да ги подзапреме, но во исто време да им кажеме дека постои политичка партија која што може да се наметне со конструктивност и со предлози и со тоа како Република Македонија гледа после
4 години како таа треба да изгледа. Дека плукањето во далечина ќе им го ставиме на двете главни политички партии, имаат што едни за други да си кажат околу аферите, за среќа тие се енормни како што гледат и големи, а наша цел ќе биде да им покажеме на граѓаните дека има некој кој што мисли на нив и има некој кој што знае како треба да се води Република Македонија. Уште еднаш ве поздравувам од името на извршниот одбор на граѓанската опција на Македонија. Ви посакувам вака да бидете сплотени и организирани. Ви посакувам наредниве 60 дена да посветиме многу повеќе за доброто на партијата, за ваше добро, за вашите семејства, но во исто време и за Република Македонија. Секој негов збор мене ми прави обврска, меѓутоа уште поголема обврска е довербата што ја добивме кај вас, што 200 луѓе од центар се охрабрија, излегоа, се подпишаа, тоа се најхрабрите луѓе. Знаете, кога одиме на гласање, малку е полесно затоа што тоа го правиме зад параванот со пенкалцето, а овие 200 луѓе кои што се подпишаа навистина се охрабрија и тие ќе бидат носечка сила на партијата во центар. Се разбира, сега треба оваа енергија да ја шириме околу и се надевам дека колоквиумот што си го положивме со собирањето на потписи ќе го заокружиме со испитот на 13 април. Вистинска гордост е да се стои за 20.000 армија на вредни, умни, честни луѓе кои што се зачленија во ГРОМ и тоа мене ми создава обврска дека ќе мора на овие избори да покажеме сила, ќе мора да покажеме храброст. Единствено што ви преостанува е да ви ветам дека од мене нема да се посрамите, нема да слушате гафови, нема да слушате лоши зборови, ќе се обидеме да водиме позитивна кампања, ќе се обидеме на граѓаните да им покажеме дека во Македонија политика може да се води и без плукање, ќе понудиме концепт во кој што ќе сакаме да ги обединиме и едните и другите и мислам на крај дека тоа граѓаните ќе го разберат и ќе ни дадат полна поддршка.